Новогодишните празници го раздвижија нашиот најголем туристички центар. Градот блесна во прекрасен амбиент на кој веќе му се восхитуваат домашни и бројни гости од непосредното обкружување. Приватните сместувачки капацитети се целосно исполнети. На дигиталната платформа Booking има само 5 слободни вили по цена од 115 до 569 евра за 3 ноќевања. Слободни апартмани има во 4 хотели, каде цената за 3-дневни пакет аранжмани се движи од 260 до фантастични 778 евра. Се чини дека ова се единствените поголеми хотели на Ривиерата кои во последен момент одлучиле да работат за Нова година. Само 5-6 хотели на Ривиерата ќе работат за новогодишните празници. Се работи за мали капацитети со по 20 на легла. Останатите се веќе затворени. Економската и енергетска криза оставаат поголем пустош и од корона пандемијата. И сето тоа резултираше со зголемување на цените и трошоците за работа на угостителските и сместувачките капацитети, особено големите хотели кои што се доведени пред свршен чин заради енергетската неефикасност, поради тоа што долги години не е инвестирано во обновување на капацитетите и никој не можеше ни да наслути дека вакво нешто ќе се случи, повеќето решија и да затворат. Направивме обиколка низ хотелите во Охрид и Струга. Хотелиерите велат од финансиски аспект претешко е да се организира дочек за Нова година, иако некои храбро сред најтешка криза решија да отворат нови хотели. Да, све е поскапено, значи од аспектот дека сите цени се кренати е 3 пати покомплицирано од претходно и во однос на прошлите години се повисоки со прилика околу 20% поради самата рецесија, поради проблемите со струјата, сметките се дупло повисоки, не дупло, него 150% се повисоки од претходно што беа. За дочекот на Нова година знаеме дека не е 100% расположението кај населението. Знаеме дека после долга криза веќе имаме и енергетска криза. Се очекува да има нешто 2-3 дена, значи кои пансиони, кои повеќе се луѓе од околина, значи од Балкан. Но нема некој голем флукс каде што се очекува голем број на клиенти. Фактички, реално започнавме со работа сред сезона и ќе допринесеме едноставно со еден нов стил за развој на туризмот во нашиот крај. Инаку на Охридскиот плоштад под отворено небо во новата 2023 година ќе не внесат нашите сограѓани охридските златни грла Петар Нечевски, Ѓоко Таневски, Евто Пупиновски, потоа Миле Кузмановски и ред други естрадни уметници.